Следната група наредби во ова видео предавање што ќе бидат опфатени се наредбите round и choose. Нивната примена ќе ја покажеме со податоците кои што се сместени на работниот лист choose од датотеката функции XLS. Еве зашто станува збор. Значи имаме 5 ученика со еве предпоставени успеси за 3 предмети, соодветно во оваа табела прикажани. Колоната Е ќе ја пополниме со користење на веќе покажаната наредба average, значи тоа е среден успех. Колоната F ќе ја пополниме со користење на наредбата round, тоа е за окружување на најблизок цел број на средниот успех, и најпосле во колоната Г, нешто слично и како и кај VLOOKUP, односно ќе имаме описна оцена на соодветната заокружена оцена. Па еве, да го спроведеме во практика тоа нешто. Значи, најпрвен средниот успех за секој ученик еднакво. Долу се рековме неколку букви, еве average. Селектираме трите предмети за првиот ученик, затвараме заграда еднакво и со релативно копирање за сите 5 ученика. Овој број на децимали може да биде различен, бидејќи кај мене веќе е форматирано да прикажува 2 децимали и затоа 2 се покажени. Меѓутоа бројот може да се менува произволно, зависи од тоа како е прикажано, со повеќе децимали или пак помалку. Рековме 2 се доволно. Колоната F со наредбата round. Еве како се применува таа. Еднакво round. Значи средната оценка, точка запирка ќе заокружиме на 0 децимали, значи само цел број. Затвараме заграда еднакво и соодветно со релативно копирање за сите 5 ученика. Г колоната со користење на наредбата choose. Еднакво. Еве, тоа е choose. И сега, соодветната заокружена оцена, точка запирка, соодветно за единица, ако е, треба да пишува недоволен, за двојка доволен, за тројка добар, за четворка многу добар и за петка одличен. Еве, синтаксата. Значи, почнуваме со единица, според синтаксата, за единица е недоволен. За двојка доволен. За тројка е добар. За четврка е многу добар. И за петка е одличен. Затвараме наводници, затвараме заграда еднакво и соодветно за сите 5 ученика описната оценка. Со ова го завршуваме видеотуторијалот за примена на неколку најчесто користени функции во Excel.